Почитувани фолк пријатели, во денешното издание на музичката емисија Мега Фолк гостин ни е познатиот фолк интерпретатор Перица Джибит. Перица, здраво и добре ни дојде во Мега Фолк. Здраво и добро ве најдов и еве одма на почеток да упатам еден поздрав до сите гледачи на вашата Мега телевизија. До кој степен се гледа не знам, али ете секде кај што се гледа еден поздрав до сите гледачи. Благодарам. Перица, твојата музичка кариера започната е нели одамна. Може ли еве да се подсетиме од кога точно Перица започнува да биде дел од музичката фолк естрада во Македонија и кои беа твоите први почетоци со снимање на музички материјал? Добро, почетоците беа многу одамна. Ако кажам дека беа како средношколец уште во 80-тите години, ќе се издам колку сум стар, ама нема веза, нема врската. Значи 80-тите почнав овде по Кичево, па после крајот на 80-тите негде заминав малку и во бивша Југославија во Белград. 91-а се вратив повторно во Кичево и еве актуелен сум и до ден денес во Кичево. Така, во досегашната твоја музичка кариера имате снимено и повеќе новокомпонирани песни и препеано староградски песни од македонската фолк ризница. Кога да очекуваме, Перица, евентуално нови песни каде што би ги собрал и на еден музички албум? Па јас најавувам, долго време најавувам, ама никако да дојде до тоа. Би требало да имам снимено, значи и во времето со група Стил имаме снимено доста песни и сам како интерпретатор имам снимено и не фалат уште многу песни. Мислам дека ќе биде за брзо време, ама ништо не обеќавам. Перица, ја спомена групата Стил, бевте долго време член и фронтмен на ова позната, можем да речем, музичка група од Кичево, која за жал еве сега не постои повеќе. Може ли еве да направиме една споредба како е подобро на музичката естрада, кога си со група или вака како солист? Па со бенд е подобро, сигурно имаш поголема слобода. Јас со Стил немав голема слобода затоа што обавував функцијата панар, па функција вокален солиста, па фронтмен, договарање на сите тие ред други работи. А вака сам не знам се како да се изразам, али исто имам слобода, значи работам тоа што го сакам ја и работам кај што сакам ја. Не сум обврзан сегде, а со група сегде си обврзан да одиш, да настапуваш, мора да настапиш негде и кај што не сакаш. А вака сам бираш, едноставно бираш каде, со кого, како и така. Имавте пред некоја година, можем да речем, навистина успешен настап на Фолк Фест Валандово со песната Љубов или Лага. Може ли еве токму околу таа песна нешто да проговориме? Се слуша се уште, добро е прифатена песната. Покасно ние и во нашата емисија ќе може да ја проследат нашите гледачи. Кои се автори на таа песна и дали може би еве во блиска иднина би можеле повторно да ве видиме на некој од фестивалите? Автор на Љубов или Лага е Златко Миладиновски. Значи комплетен автор е Златко Миладиновски. Негова беше идејата да настапам на Фолкфест Валандово. За жал не влегол во финале. Се подразбира под кои услови се оди. Да, песната се слуша, доста е слушана песна. Значи Златко е комплетен автор. Музика, аранжман, текстот беше така. Корпорација, мешавина. Јас, сопругата моја, Златко, али го потпишане Златко Миладиновски, така да комплетен автор е Златко Миладиновски. Со планови како е за наредни фестивали, може ли да очекуваме? Па фестивал не сум некој љубител на фестивалите. За жал, сите фестивали се во Македонија. Не можам да речам наместени, али така испаѓа дека се фестивалите наместени, така да не знам. Може би некогаш ако добијам добра понуда и пред се добра песна. Значи јас претендирам добра песна, можда некому не му се допаѓаат моите песни, мене лично ми се допаѓаат, на моите фанови, на мојата публика им се допаѓаат моите песни, така да ако добијам добра песна, немам разлог и да не појдам на некој фестивал. Перица Джибит, може ли еве веројатно дел од твоите обожаватели и знаат зошто Перица го носи тој прекар подолго време Джибит, меѓутоа дел еве може би и не знаат, може ли да им откриеме што означува еве тоа Джибит во твојот
после твоето име како надополнување? Па тоа е стар прекар на нашата фамилија, Джибитовска фамилија, таа е голема фамилија, една од најстарите во Кичево. И кога почнував сам да настапувам на естрада, се мислев како Перица, Пепи, Перица, ова, Перица, она. И сопругата вика, а зашто не Перица Джибит? Ти си Джибит, вика. Мене, например, некој ако ме бара од друг град, како да те најдам во Кичево? Само праша Перица Джибит кој е и кучината ме знаат како Перица Джибит. Не е проблем, секој ќе те донесе точно до врата. Така да тоа е стар прекар. Јас го паметам уште од прадедо. Тие се све стари кичевчани. Значи, ние немаме потекло во село. За жал немам село, а многу сакам да имам, например, да потекнувам некое селце, па да имаш малце вилет, некој што се вика, да можеш да уживаш за викенд и така. Значи, тоа е стар прекар на уште прадедовци мои. Перица, благодарам што одвои време да бидеш заедно со Мега Фолк на Мега Телевизија и се надевам ќе се видиме и набрзо со некои твои други музички новитети. Се надевам и ја дека ќе има нешто ново. Уште еднаш голем поздрав до вашите гледачи, до моите пријатели, до моите фанови и до сите оние што сакаат добра музика. Благодарам уште еднаш, а вие, почитувани фолк пријатели, останете со нашата емисија. Следува музичката нумера Љубов или лага и Перица Джибит.